Семејното насилство не е резултат на бојата на кожата, образованието, социјалниот статус. Жртва може да биде секој, а во Македонија најчесто тоа се жените. Со цел да се поттикнат и охрабрат да го пријавуваат насилството, од 1 јануари годинава стапи на сила Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, кој меѓу останатото предвидува и мултисекторски пристап во превенција и адресирање на проблемот. Законските мерки се резултат на заедничка соработка на UNDP со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, здравство, образование. Во овој закон имплементирани се стандардите на Истанбулската конвенција и Конвенцијата на Советот на Европа за анимација на родово базирано насилство. Една од клучните измени е отстранувањето на насилникот од домот по брза постапка, се со цел да се елиминира ризикот при силниот ризик на насилство и да ги превенираме оние случаи кои што минатата година беа прилично присутни, например кавадаричкиот случај на фемицид кој што беше проблематичен. Втората измена, една од поголемите измени во законот е мултисекторскиот пристап. Кај имаме и мерката за вработување. Овој закон предвидува во членот 12 посебна мерка за вработување, приоритетно вработување на жените жртви на семејно насилство во активните мерки за вработување на владата на Република Македонија. Настовска истакна дека според податоци од секторот за внатрешни работи од Скопје, бројот на пријавување на семејно насилство е зголемен, што значи дека жртвите се посигурни и охрабрени да се спасат. Што се однесува до Штипи Регионов, од едукативно-хуманитарната организација ЕХО, која се занимава со семејното насилство и им пружа правна помош на жртвите, дознаваме дека за разлика од минатата година бројот е намален. Текот на оваа година имаме околу 76 случаи на семејно насилство, значи не е крајот на годината, засега се толку. Вообичаено годишно кај нас се движат околу 100 случаи. Во поранешните години сме имали поголем број на пријавени случаи. Мислам дека најголемиот број на пријавени случаи во една година беше 140. Сега се надеваме дека или тенденцијата е намалена на семејно насилство, на појава на семејно насилство, тоа би била подобрата опција. Полошата опција би било дека не пријавуваат, зашто нели се и овие кампањи каде што ние ги охрабруваме жртвите на семејно насилство да го пријавуваат семејното насилство.